Се радам што можеме да се собереме повторно и да навистина бидеме отворени за Божиот збор, за оно што Господ има денес да ни го зборува. Ние пред една недела почнавме со една нова серија проповеди која се вика Да дојде царството Твое. Самиот наслов на таа проповед би требало да ни покаже каква треба да биде поставеноста на нашето срце. Самиот наслов го вади на површина нашиот најдлабок копнеш. Дали сте размислувале за тоа? Тој е дел од молитвата Оче наш. Кога Господ Исус ги учи своите апостоли да се молат да дојде царството Твое. Што тоа значи за нас? Веднаш после првиот момент, кога ќе почувствуваш Божјата љубов, неговото простување, неговиот мир, неговата радост, се што Господ го прави онака како што тој го означува своето владење во твојот живот, прилика така, Божјото владење се означува на тој начин што Господ го отстранува секој страф. Во совршената љубов совршената љубов го гони секој страф, нема страф. На некој начин тоа го означува Божјото владење, како Господ владее. Кога ќе почувствуваш тоа во твојот живот вистински, не можеш да не ја молиш таа молитва за неговото царство, да владее не само во твојот живот, туку да владее во животот на сите останати околу тебе. Бидејќи знаеш дека неговото владење носи мир, и носи радост, и носи едно исцеление. Првата црква таа кратка фраза од Господовата молитва ја претворила дури во поздрав. Така се поздравувала првата црква. Познатиот збор и поздрав од првата црква е Мараната. Мараната. Така се поздравувале, како што викаме ние здраво, чао, пријатно и така натаму. Првата црква викале Мараната. Тој поздрав во буквална смисла на збора значи Господи дојди. Господи дојди. Така се поздравувале христијаните. Тие причината за животот, причината за радоста и причината за самото постоење го црпеле од Бог и надежта дека неговото доаѓање ќе биде скоро. Мараната. Господи дојди. Или, како што нашата серија проповеди, да дојде царството Твое. Зборувајќи од книгата Дела апостолски, тоа е книгата која веднаш се однесува на работата на првата црква. Евангелијата го раскажуваат животот на Исус. И многу важни приказни се тие. Од таму црпиме се што се однесува за Исус, што тој кажал, што правел, какво наследство оставил на црквата, но веднаш после Евангелијата во Дела апостолски ние можеме да видиме како првата црква се однесувала, што правеле, што работеле, како се организирале, што проповедале, каква мисија имале. Дела апостолски можеме да видиме Лука ги запишува настаните веднаш после воскресението и вознесението на Исус. На Лука во првата глава од Дела апостолски, тоа што го пишува, многу му е важно да запише што Исус кажал. Тука го става целиот наглас од Лука. Значи пишува дека Исус им зборувал за Царството Божјо. Тие тогаш имале искривена слика, чекај, сега ли Израел, кој на тронот ние ќе владееме? Не, вика не. Чекајте во Иерусалим, ќе се случи нешто многу очекувано, нешто за вас може неочекувано. Ама за тие што го знаат Божиот збор ќе биде нешто неочекувано од многу давнешни времиња. Ќе се случи нешто неверојатно. Исус се задржал и зборувал со апостолите, ги исправал некои тие работи кои тие погрешно ги имале во својот светоглед. И многу важна работа е тој ги запишал последните наредби кои Исус им ги дава на апостолите. И тоа можевме да го читаме минатиот пат. Исус им вели да се вратат во Иерусалим, каде не после многу дена, откако тој ќе замине, ќе се вознесе во небото, ќе се случи нешто драматично за тоа што сега зборувам. А еве што се случи откако Исус им заповеда да се вратат. Во 14 глава 14 стих го има тој запис. Вели вака: тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус и со браќата негови. Лука тука не може да нагласи повеќе молитвата. Колку важен аспект е тоа од првата заедница. Пред духовден, пред симувањето на духот.
пред исполнувањето на Духот. Логиката е таа. Доколку апостолите требаше да го примат Бог, од Бога тоа што требаше да го примат, силата на Светиот Дух, тогаш вистинскиот одговор и пристап во тој момент беше молитвата. Јас би кажал дека тоа можеби е единствениот пристап кој им беше оставен на нив во тој момент. Ако тоа што требаше да го примат они од Господ беше Светиот Дух и може само да го примат, единствениот одговор на таа Христова заповед да останат во Јерусалим и да чекаат беше молитвата. Не можеш да направиш ништо. Доколку силата доаѓа од Бог, можеш само да се поставиш и да чекаш со отворени раце. Целата иницијатива за да дојде царството твое се базира на тоа како црквата го очекува ветувањето од Таткото, чекајќи го духов ден. Црквата го очекува делувањето на Светиот Дух. Црквата се моли со молитвата која во латинскиот свет е многу добро позната и денеска се молат. Молитвата гласи вака: Veni Spiritus Sanctus, или дојди душе свети. Тоа е молитвата која црквата постојано ја моли, посебно помеѓу Спасов ден, тоа што го славевме пред неколку денови, и Духов ден, тоа што ќе го славиме за една недела. Силата која е потребна за действување во светот, тоест за живење на животот во кој ние сме повикани, тоа е сила потребна од озгора. Сила со која треба да се исполниме. Инаку животот во кој сме повикани е невозможен да се живее. И тоа го нагласувам во последните неколку недели. Христијанскиот живот не е тежок живот. Христијанскиот живот е невозможен живот. Принципите кои Господ Исус не повикува да го живееме животот е невозможно за нас, наша сила, да се прегнеме и да го живееме. Ни треба сила од озгора. Ни треба сила која ќе не исполни за да можеме да го живееме тој живот. Пред Исус да биде и раснат, кога тој разговара со своите апостоли, тој седи во Јовановото евангелие таа последна вечер, зборува со нив, Исус им кажува една не знам дали приказ, не ни приказнат, една споредба е само. И вели, ги гледа апостолите и вели, да не заборавите една работа. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Ако сакате да донесете плод, вие морате да бидете прикачени на мене. Јас сум изворот на животот. Јас сум тој кој ви дава сила, кој ви дава потребна сила за да можете да живеете, да добиете плодови. И знаете што? Тежок е тој живот. Понекогаш градинерот ќе земе тие прачки и ги искастри малце. Тоа не е лесна работа. Тоа не е безболно. Тоа е многу болно. Но целта на тоа кастрење не е за да ве уништи, туку да ве оспособи да донесете уште поголем плод. Но повторно, не заборавајте. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Исус таа приказна завршува со многу интересна реченица. Вели вака: да не заборавите дека без мене не можете ништо. Ако прв пат ја слушаш пораката за Исус, ќе си кажеш колку е себецентричен, колку е само бендисан. Но поентата е дека ако тоа не е вистина, тогаш ова што овде го правиме е само еден театар, циркус, треба да си одиме дома. Бидејќи верувам дека тоа на вистина е вистина, дека без него на вистина не можеме ништо. Затоа сме црква, затоа сме во исчекување на делувањето на Светиот Дух. И така, за нас не постои порелевантна молитва или молитва со која секој ден треба да го почнеме од молитвата Дојди Душе Свети, бидејќи секојдневно е потребна таа сила. Нам не треба сила од Свети Дух секој ден за да можеме да го живееме тој живот. Додека учениците заедно со Марија, мајка му на Исус и неговите браќа биле собрани во една соба во Јерусалим, тие не се пасивни. Тоа е многу важно. Исус им вика: одете во Јерусалим и чекајте, но многу важна работа е да разбереме дека тие таму не се пасивни. Имате пасивно чекање, во кој ти ќе седнеш и ќе чекаш нешто да ти се случи. Тоа не е чекање на кој Исус нас не повикува. Не е. Можеме да го видиме од првото делување кое апостолите го прават додека го чекаат Духов ден. И сега ќе го прочитам текстот за денеска, дела 1 глава 15 до 26 стих.
За тие што се со слаб желудник, тоа има дел од текстот кој нема да ви се допадне, ама ќе го прочитам секако. 15 до 26 вели вака. И во тие дни Петар стана меѓу браќата и беа се собрали околу 120 души и рече: Мажи браќа, требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исуса. Зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од оваа служба. Но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничку, прсна по средината и се истури целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители во Јерусалим дека таа нива се нарече на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано: Домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово или службата негова друг да ја прими. И така, еден од оние луѓе што беа со нас за сето време откако дојде и си замина од нас Господ Исус, почнувајќи од крштевањето Јованово, па до денот кога се вознесе од нас, треба да биде сведок со нас и неговото воскресение. И поставија двајца, Јосиф, наречен Варнава, а попрека Јуст и Матиј. Потоа се помолија и рекоа: Ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден кога си го избрал, за да прими дел од оваа служба и од апостолството од кое отпадна Јуда, за да си отиде на своето место. И фрлија ждрепка за нив, и ждрепката падна на Матиј, и тој се вброи кон 11 апостоли. Амин. Тоа што можеме да го видиме во овој текст е дека првата заедница апостолите се среќаваат со една необична ситуација. Еден од нив отпадна. Еден од нив беше предавник, оној кој ги донесе до Исуса, а оние кои го фатија и го убија, го растна и го погребаа. И Петар реагира на тоа. Петар нормално очекуваш некој нешто да каже и веројатно ако малку си читал Библија ќе сватиш дека Петар ќе видел некој нешто ќе каже по прашање на таа работа. Важна забелешка од Лука што можеме да ја видиме е дека при крајот на претходниот дел на 14 стих што го читав, е дека помеѓу групата која се вброила во Јерусалим е мајката на Исус, неговите браќа. Исто така многу важно што се наброени сите имиња на апостолите. И тоа е важно што имињата соодветствуваат со Лука 6 глава каде што тој ги набројува апостолите кои Исус ги избрал. Со една мала разлика. Еден фали. Тоа е Јуда. Овој текст почна со еден многу важен збор, а тој е зборот Аделфои. Тој збор прв пат се користи во контекст на црквата. А тој збор значи браќа и сестри. На англиски има еден збор кој го представува овој збор, siblings. Ние кај нас го немаме тој збор. Кај нас мора да кажеме браќа и сестри. Ама во англискиот збор siblings значи и браќа и сестри. Деца на едно семејство, како да кажем. И кога Петар им се обрега на црквата, тука кај нас е преведено со зборот мажи и браќа. Малце послободен превод од колку што може би треба да се преведе. Таму е искористен зборот Аделфои. Со други зборови браќа и сестри или се обраќа со зборовите драго мое семејство. На тој начин треба да се преведе тој збор. Драго мое семејство, на сите им се обраќа. Така почнува Петар. Неговите зборови ја нагласуваат природата на групата која е соберена во горната соба. Тие се во горната соба, собрани се таму, ја гледаат ситуацијава и Петар се обраќа како едно драго семејство. Тоа е природата на групата. Бројот на оваа група не е само 11 апостоли со мајката на Исус, некои жени и неговите браќа, туку бројот е веќе 120 души. Така почнува овој текст. Број 120 според еврејскиот обичај е минималната бројка за одредена група на луѓе да започнат своја посебна заедница со своја организација и водство. 120. Лука кажува ги има 120 на број. Лука нагласува дека бројот е поголем од 120, ама ги има минимално 120. Нагласува нешто. И ја имаме наративата за замената на Јуда. Петар, кој како прв ни доаѓа во мислите кога ќе
може би кој ќе помислиме на апостолите, секако прв почнува да зборува. И тој превзема иницијатива. Петар го адресира проблемот кој можеби никој друг не ни знаеше како да го адресира. До вчера Јуда беше со нив, сите заедно беа аделфои, браќа, ово, оно, тука едно семејство, сега Јуда не само што не е меѓу нив, туку тој го предаде Исус за пари, купи нива, се обеси и приказната за Јуда стана позната во целиот Јерусалим. И како што кажав, тие со слаб стомак нема да им се допадне тоа што го читав и нема да го повторам затоа што не е лесно се слуша. Премногу работи се случаа пребрзо за да може да се размислува и за Јуда, за неговите постапки и каков резултат донесоа неговите постапки. Тоа е една нова ситуација. Делото на Јуда во целост е сврта нивната представа за тоа како требаше да се развиваат работите. Исус само што влезе во Јерусалим со нацветници, нели, со прослава, сите го дочекаа, еве го царот, долго очекуваниот цар, на магаре јава, постила облики пред него, Јуда го предава, се свртува целата работа. Можеби тоа сега кога ќе помисли на Велик ден оддамна ни звучи, но не било толку многу оддамна. Воопшто. Најдрагата личност која познавале нивниот учител и господар бил распнат и сега не е со нив. Без разлика тоа што го виделе воскреснат и јаделе и пиеле со него и избореле со него. Сепак тој пак не е со нив. Тие се натажени. И Јуда се уште е таа болна. Замислете каква травма е тоа. Оној со кого сте јаделе, сте пиеле, оној на кого сте му верувале, тој ве предава сите, го предава вашиот личноста која најмногу ја сакате и сега толку многу ве боли тоа што можеби не ни зборувате за таа личност. Што не ви се верува. Таа личност веќе не ни помеѓу вас. Мртов е. Толку. И тоа мртов со најстрашната смрт која може некој да ја замисли. И сега Петар станува и го адресира токму тој проблем. Додека Исус им кажуваше дека се што прави е според писмото. Кој Исус отиде се крсти кај Јован, Јован вика, ти мене треба да ме крстиш, а не јас тебе. Исус вика, не, нека биде според писмото. И Јован го крштева Исус. Кога Исус прави некои работи, кога првосвештениците, кога книжниците му кажуваат дека ја искривува нивната вера преданието, Исус вели, јас не дојдов да го поништам законот, туку да го исполнам законот во целост. Исус се што правеше беше според писмото. Исус кажуваше дека дури и делото на Јуда е нешто кое е според писмото. Сега веќе пополека Петар почнува да разбира и осознава дека според писмото треба да се раководи. Според писмото треба да се раководи заедницата. И писмото е местото каде треба да бараат водство во тешките моменти на животот. Писмото. Каква прекрасна дестинација кој можеш да завршиш во моментите на збунетост и страв. А каде да одиш на друго место? Каде ќе најдеш зборови на утеха, зборови не најдеш, освен ако не дојдеш во писмото. Сега читам една книга која се вика The Hiding Place од Кори Тен Бум. На хрватски се вика Скровиште, на наш јазик би било вајда Скришно место. И авторката во таа тоа како една автобиографија. Авторката пишува за случувањето во Холандија за време на Втората светска војна. Случувањето поточно во нејзиното семејство. Како криеле евреи, како се жртвувале, како немале ништо да јадат и како заради таа работа тие завршиле сите во затвор. И таа жена, можам во целата приказна да го видам присуството на Божиот збор во секој аспект од нивниот живот. Стануваат са бајле, како семејство го читат Божиот збор. Пред да се легнат, го читат Божиот збор. Во недела го читат Божиот збор. Ги фаќаат во затвор, ги носат. Единствено нешто кое таа сака да го има во затворот со незе, не се многу потребните лекови кои требаат, не е ни храната која треба, туку е Божиот збор. Божиот збор го крие цело време. Единственото кое е нешто кое е најдраго во затворот, кој помогнало да помине низ тој страшен период,
е Божиот збор. Сега во јануари со Фани и Заге бевме на Пешен во Атланта конференција која е многу интересна. И една од целите на конференцијата беше да се нагласи важноста на Божиот збор. Таа мисија која црквата има да го преведува Божиот збор и да го носи на сите можни места, да го преведе на јазиците на кои не се зборува Божиот збор. Во еден момент на сцената излезе една девојка од Јужна Сомалија. Малку да знаете, да сте гледале вести пред некоја година, веќе не е популарно, пошто работите таму се случуваат веќе со години, страшни работи. Но малку да знаете историја, ќе знаете дека таму има страшна цивилна војна. Опасна работа. И таа девојка сподели дека во еден ден, кога војната дошла во незиното село, во еден ден ги изгубила 90% од сите луѓе кои таа ги познавала. Во еден ден. 90% од луѓето се избришани од сите што ги познаваш. И вели, се упатевме во еден камп каде што требаше да биде место во кое ќе поминевме само неколку недели пред да отидеме на некој друго место. Таму таа останала со години, 7-8 години. Кај таму немаше ништо да јадеме, често пати немаше ништо да пиеме. Очајна ситуација. Кампот континуирано беше напаѓан од терористи. И вели, единственото нешто кое таму мене ми помогна да обстанам беше Божиот збор. Прв пат во кампот се среќава со Божиот збор кој е преведен на нејзин јазик. И вели, кампот беше толку страшен и таа, за разлика од останатите 90% девојчиња на нејзина возраст во кампот, таа завршава во Америка со шанса за нов живот. Останатите се убиени или се земени како сексуални робинки на терористички групи и кои евентуално биваат убивени. Во таа страшна приказна и во тие грозни услови, таа девојка зборуваше за единствената трошка надеж кој ги преостанува таму, единствената светла точка во тој камп. Божиот збор, кој помага нејзе и на целата таа заедница да го помине тој тежок период во кој заглавила со години. На чуден начин действува Божиот збор кога ние немаме друг избор и кога немаме друга надеж. Одеднаш станува храна и вода и ни дава сила да продолжиме. Можеби сега и овде ние знаеме често да го земеме здраво за готово. Еве го тука е преведен на нашиот говорен македонски јазик. Тука ние често пати го имаме и бесплатно или за некоја ситна пара. Па да верувам дека ако немаш пари да побараш од било која црква ќе ти го дадат бесплатно. И знаеме да го земеме здраво за готово. Ќе оставиме некоја полица таму ќе фаќа прашина или ќе го читаме радијата без некаква желба да се нахраниме. Жедни сме за животот и ќе бараме на секаде да ја задоволиме таа жед. Понекогаш бараме на сите можни места, освен во Божиот збор. И бараме да ја задоволиме таа жед. Понекогаш најлесно ни е било што друго да направиме, освен да седнеме и да го читаме Божиот збор. Да го читаме на начин на кој ќе видиме што овој збор има да ни каже. Тоа посебно важи за сите нас, кои ги имаат почувствувано Божиот живот, Божиот збор во срцето. Таа девојка од Јужна Сомалија сега е голем промотор и борец за превод на Божиот збор на сите останати јазици, бидејќи за неа во клучните моменти Божиот збор дал толку силна надеж. Апостолите во тие тешки моменти на нејасноти и чекање на кои Исус ги предизвика да чекаат, мислам дека Исус цело време ќе ни одговара во сите моменти кога на нас ќе ни текне, понекогаш Исус ќе ни каже да чекаме, како што им каже и на апостолите. Одете во Иерусалим и чекајте. Во тие тешки моменти на нејасноти и чекање, Петар се свртува токму кон Божиот збор. Тоа е важна научена лекција од својот учител. Може би Петар претходно судеше според околностите. Кога Исус го обожава и кога Исус кажа, и апостолите го гледа дека го пречекуваат Исус во Иерусалим, абе сега изеја ќе стане цар. Исус вика, не по-многу денови ќе ме фатат и ќе ме убијат. Петар му вика, немој да збориш така, срамота е тоа. Ама Исус се водеше според Божиот збор, според неговиот збор. Петар може би тогаш се водеше според околностите, но сега ја учи лекцијата. Тој нема да гледа на околностите, туку ќе гледа на Божиот
збор. Петар, ситуацијата во која се наоѓа ја разбира стрикно преку Божјиот збор и во моментите на исчекување, додека силата од озгора не дојде, тој се подпира само на Божјиот збор. Тој знае дека на Јуда му беше дадена задача, која ќе мораше да ја извршува. И важноста на таа задача не зависеше од Јуда, туку од службата на која Исус го повика. Тоа е важната работа. Имаше служба која беше резервирана за еден апостол. Во тој момент беше повикан Јуда. Јуда се одметна. Затоа требаше да се најде замена за 12-тиот апостол, кој ќе имаше таа важна задача која требаше да се извршува. Кој ќе видам поставеноста на приказната дека тие се повеќе од 120 души, минимален критериум да се формира една нова задача, службите во таа заедница која треба да се извршуваат и нема замена за тие што треба да ги извршуваат. Тоа што Лука го насетува е дека во првите чекори на заедницата, додека чекале Светиот Дух, црквата почувствува дека отпочнува некаква нова заедница, нова природна заедница, за која и е доверено важна задача и дека таа мала група токму и тоа треба да го направи. Тоа го прават. Се уште не беа во целост најасно што се случува, но добро знаат дека службата која му беше дадена на Јуда, а која тој остави, е важна. Да има таа уникатна задача да биде сведок на тоа што Исус го кажа, го направи, неговата смрт, на воскресението и на неговото вознесение. 18 и 19 стих, овој лошот текст беше што не може да се слуша повторно, со смртта на Јуда, е како во загради. Тука само апостол, тоест евангелистот Лука, пишува само како една референца во стилот да знаете што е општо прифатено и општо познато во целата заедница за Јерусалим, што е познато за Јуда, како беше најден, што се случи со него, каде е погребан, како заврши Јуда. И последниот дел од текстот кој го читав има една многу неочекувана интересна разврска за 12-тиот апостол. Времето пред доаѓањето и синувањето на Светиот Дух и начинот на кој одлучува црквата во тој момент за мене е многу интересен. Колку интересна случка како да се одбере 12-тиот апостол. Тие фрлат ждрепка. Прво се молат, стари прво бираат од целата заедница, бираат двајца, па се молат и после фрлаат ждрепка. И се паѓа едниот и тој станува апостол. Ова пракса не можеме да ја видиме како продолжува од црквата, има и зошто. Духов ден го означува доаѓањето на Светиот Дух, кој нас не води и зборува со нас од внатре. Нема повеќе потреба од жрепки. Каменот Урим и Турим во Стариот Завет, свештениците користеле камени Урим и Турим. Тука е Светиот Дух да не води. Светиот Дух, како што им вети Исус на апостолите, ќе ги потсети на се што тој им кажал, ќе ги потсети на се што тој им заповедал, да се сетат и така да ја водат црквата. Во текстот на дела апостолски, кога Лука запишува некои случаи, можеме да видиме како апостолите разговараат со следните зборови. Ние и Светиот Дух одлучивме 3 точки. Ние и Светиот Дух одлучивме. Апостолите тоа присуство на Светиот Дух го чувствуваа постојано. Изворот за водство го барале преку водството од Светиот Дух. И затоа пред се што треба да се прави или одлучи или да се разбере, стои една единствена работа. Стои молитвата. Пред секој разбирање, пред секоја одлука, пред секое делување, стои молитвата. Може би знаете приказната за Петар и Корнелие. Колку важна приказна е тоа. Црквата во првите денови не знаеле дека спасението е и за неевреите. Тие мислеле дека тоа е само за евреите. Отеднаш Петар се моли, има визија дека треба да оди да посети еден неевреин кој се Корнелие, и Петар е сведок на нешто необично. Онака како што спасението доаѓа за евреите, доаѓа и врз Корнелие и целиот негов дом.
И црквата има собир, разговараат за тоа, што да правиме за тоа. Прв пат го гледаме тоа нешто. Викаат, па изгледа спасението не е само за нас, туку и за неевреите. Молитва, чудо. Пред да се пратат Павле и Сила и Варнава на тоа мисиско патување. Што мислите, што предходи на тоа? Ти се молат. И таму е запишено дека Светиот Дух ги извои Павле и Сила за таа мисија на која тие беа пратени. Но што се случува после тоа? Што значи мисијата на Павле и Сила? Па мисијата на Павле и на Сила значи постоењето на црквата и овде во Македонија и по целиот свет. Затоа што Павле беше апостол за неевреите. Колку важна работа е тоа? На тие два настани им предходи молитвата. Веројатно нема поважни два настани во дела апостолски од овие. И тие два настани се водени преку молитва и преку действувањето на Светиот Дух. Имаме три поуки од овој текст кој сакам да извлечеме и една примена. Послушност и чекање во молитва. Тоа звучи полесно од колку што изгледа, ви кажам искрено. Кога животот ви е добар и лесен, послушност и чекање ви изгледа многу лесна работа. Ама кога животот е во хаос, тоа што е многу тешка работа. Кога срцето нема мир, послушност и чекање веројатно е најтешката работа која можеш да ја направиш во животот. Затоа што бараш трошка надеж, бараш тревче да се фатиш да се спасиш некако. А во тој момент можеби треба да чекаш и да се молиш. Поучени од првата црква, принципот на чекање и послушност кон Бог треба да го разбереме како важен предуслов за Божјото делување. Да бидам појасен. Нашите најголеми грешки во животот ќе бидат избрзаните, своеглави одлуки од нетрпение и непослушност. Тоа се нашите најголеми грешки во животот. Брзоплето действување, без чекање, избрзани потези. Ако нешто го усложнува животот, тоа е нашата своеглавост и животот тогаш станува замрсен. Што ќе се случеше ако апостолите или дел од апостолите не остане во Ерусалим? Што ќе се случеше? И кога ќе се замрси животот, кога веќе немаш каде, тогаш сакал Негел си спремен за чекање и послушност, затоа што немаш друга опција. Никад не се ставаме во такви ситуации, туку да чекаме во послушност за нештата кои доаѓаат од Бог. А како да чекаме? За Петар, чекањето на Божјото ветување се состоеше во молитва и читање на Божјиот збор. Петар не се цитира себе си, кога тој зборува што треба сега да прави, тој го цитира Божјиот збор. Молитва и читање на Божјиот збор. Божјиот збор, како што нагласи, веќе има неверојатна сила, токму во најтешките моменти од животот. Светлината на Божјиот збор најсилно свети кога нашите животи се во најголемата темнина. Тогаш Божјиот збор најсилно свети. Но тогаш треба да чекаме и да бидеме послушни и да бидеме трпеливи. Тоа е сведоштвото на безброј христијани кои таа светлина ги водела до долго очекуваниот излез од страшните ситуации. Тоа е сведоштво на многу христијани. Божјиот збор останува животодавен збор во моментите кога ништо друго не може да додаде на животот и ништо друго нема да може да го обнови и исцели животот. Божјиот збор е дестинацијата на која треба да завршиме, таму да го црпиме животот. И го забораваме тоа својство на Божјиот збор, никогаш. Никогаш не може да ја прифатиш лагата на непријателот дека читањето на Божјиот збор може да се замени со било што друго. Не можеш да замениш со било што друго читањето на Божјиот збор. Описменувањето на луѓето за првата црква била прва задача, примарна задача. Затоа што Божјиот збор
во рацете на секого, значи можност за преобразба преку Божиот збор и преку водството од Светиот Дух. Бидејќи Божиот Дух не пребива само во една личност или во една повикана личност, туку Божиот Дух, Светиот Дух е наследство на сите негови деца. И тоа е многу важен аспект. Сите стануваме Божи деца. Сите го имаме тоа наследство на Светиот Дух. Сите имаме право да го читаме Божиот збор и да се храниме од тој збор секојдневно. И тоа црквата го вреднува многу. Првото и второто, кој ги кажав сега, се неразделни нешта. Чекањето во молитва и Божиот збор. Молитвата и Божиот збор. Не можеш да чекаш во послушност и молитва без водството од Божиот збор. Има уште нешто. Кога го прашуваат еден од теолозите кој јас многу го читам, како изгледа неговото тивко време? Тивко време иначе време секојдневно кое секој од нас треба да го издвои во читање и во молитва. Читање на Божиот збор и молитва, тоа го викаме ни тивко време. И тоа Исус ги охрабрува сите негови ученици, сите негови, кога тој кажува, кога Исус во проповета на гората кажува, кога во твоето тивко време, кога во твојата тајна ода ќе се затвориш и ќе се молиш. Исус не поставува опција за тоа. Не, ако имаш некакво тивко време, не. Молитвата и Божиот збор треба да бидат наша секојдневна храна. Да биде како што јадеш секој ден. Тоа треба да биде на твоето мени секој ден. Значи, читањето и Божиот збор, на Божиот збор и молитвата се составен дел од тоа тивко време. За мене порано имаше многу јасна линија помеѓу читањето на Божиот збор и молитвата. Имав 15 минути читање и 5 минути молитва. Едното со другото не се меша, освен што беа заедно во категорија на тивко време. Како одминува времето, разбирам дека молитвата е поприсутна од колку само тие 15 минути кои јас можеби дневно ги издвојував. Молитвата е многу поприсутна од колку само рацете склопени и затворени очите. Молитвата навистина е еден континуиран разговор со Бог. Дури и на моментите во кои не сум бил ни свесен дека можам да разговарам со Бог. Затоа Павле ќе каже, молете се постојано. Кога Павле пише на црквата, тој вели, молете се постојано. Посебно додека читам Божиот збор, некако тој разговор со Бог се интензивира преку молитвата. Кога читаш Божиот збор, го слушаш што Господ зборува. А зарем тоа не е и молитва? И доаѓаме до принципот за денес. Кога Петар зборува за тоа од кое се одметнал Јуда, тој користи еден збор, зборот диаконија. Или, ако преведам буквално смисла на зборот, тоа е служба. Божјата служба. Нешто во кое сите ние сме повикани да учествуваме. Тоа беше нешто од кое Јуда се одметна. На секој следбеник Христов има посебна диаконија, има посебна служба, затоа што секој ден од нас е посебно битие, со посебни таленти, со посебни дарови, кои Господ му дава, со кои може да има една посебна диаконија и служба. За секој посебно Светиот Дух го оснажува за посебна служба. Служба или изборно диаконија, што иначе се употреба за збор за некој кој служи на трпеза, црквата го превзема тој збор за сите служби кои се развиваат во црквата. Многу интересно. Тоа дава важен поглед во тоа како првата црква ја третира службата во црквата. Тој како да служиш на трпеза. Многу интересен момент. Тоа мене многу ме потсеќа на Јован 21 глава, кога Исус го прашал Петар, Петре, ме љубиш ли? И кога Петар вика, да, те љубам, Господи. И Господ вика, оди и паси ги моите овци, храни ги моите овци. Секој служење во црквата е како служење на трпеза. Оне на кого се служи, треба да се замине сит од таа трпеза. Многу важен аспект во тоа разбирање на службата е дека ние сме само слуги, или во овој случај, ние сме келнери, ние не сме кувари. Господ е куварот. Господ е овој кој ја спрема храната.
Господ е оној кој спрема трпезата. А ние сме тие кои ја носиме таа храна за луѓето да се нахранат. Бог е готвачот. Но Бог го користи твојот уникатен талент кој тој ти го дал, за да вршиш твојата служба, твојата диаконија, преку која ќе донесе храна и сила за оние кои најмногу им треба. Така функционира службата во црквата. Мислиш дека тоа е суетна работа во која ти треба да се нахраниш? Во Божјата менза, кога ти си келнер, тогаш си најнајаден, затоа што даваш од исполнетоста Божја. Понекогаш нашата служба ќе го рефлектира тоа што Петар го направи тој даден момент. Обновата на она што злото го уништува. Јуда е пример за тоа што злото го прави. Уништува злото. Може би Господ ќе ти даде дури и служба да имаш. Но сатаната тоа ќе го искористи за да уништи нешто. Во тој момент Петар се грижи за Божјото семејство, за Божјото стадо и ја искористил својата служба, својата диаконија да донесе исцеление во тоа стадо. Сега за крај да размислиме. Каква служба мислиш дека стои пред тебе? Каков дар Господ има дадено за да служиш во Неговото царство? Да донесеш живот, да донесеш храна на некоја духовна храна, вистинска храна. Каква служба Господ има дадено? Не можеш да размислиш за прашањето што има овде за мене. Вистинското прашање е како може Бог да ме искористи за другите? Знаете зашто? Затоа што тогаш твоите дарови и таленти светат најдобро. Дури тогаш, кога ќе го свртиш погледот од себе кон другите, само тогаш ти ја рефлектираш Божјата природа во тебе. Тогаш Исус им кажа на своите апостоли: човечкиот син, мислејќи на себе, не дојде да му служат, туку тој дојде да служи на сите и не само да служи, туку да го даде својот живот за многумина. Тој е Божјиот пример, Божјиот карактер, Божјата диаконија, Божјата служба. На тоа сме повикани сите ние. Размисли преку кои твои квалитети Бог те повикал да се вклучиш во служење. Изворот на се е Бог и преку исполнувањето од Светиот Дух ние сме способни и спремни за службата која ни е доверена. Служба која ќе донесе живот и изобилство за многу луѓе околу тебе. Чекај во послушност преку читањето на Божјиот збор и молитвата. Може би тоа сега ти е тешко. Може би сега имаш премногу галама во твојата глава за да чекаш во послушност, во читање на Божјиот збор и може би да поминеш време во тишина и во молитва. Но прифати го тој предизвик. Чекај во послушност и во молитва. Прифати службата која Бог ти ја дава да донесеш живот и храна на оние кои најмногу им потребна. И последно нешто. Придружи се на црквата во таа молитва која црквата ја моли 2000 години. Молитвата во која треба да се приклучиме е следнава. Дојди, душе свети, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја во мојот живот, како што е на небото, така да биде и во мене и на земјата. Дојди, душе свети. Приклучете се во молитва на црквата и гледајте како Господ прави чуда преку вашиот живот. Може би ќе треба да почекаш малце. Може би треба да бидеш верен. Но чекај. Затоа што апостолите чекаа дојде Светиот Дух, дојде тоа исполнување, дојде таа благодат, дојде таа љубов.